Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Спортско-риболовното здружение Кочански рибар беше организатор на вториот надпревар во риболов, што се одржа на браната Гратче. Учествуваат членови на клубот, како и гости од други градови, а за најдобрите имаше дипломи и пехари. Спортско-риболовното здружение Кочански рибар по втор пат беше домакин на надпреварот во ловење риба на тапа, што викендов се реализираше на акумулацијата Гратче. Иако беше замислено како клубско надпреварување меѓу самите членови, сепак прекрасното време и одличните услови примамија да дојдат и гости од другите градови во државата. Организирањето на надпреварот беше во рамки на одбележувањето на 2-годишнината од добивањето на концесијата за акумулацијата. Од раководството на здружението изразија задоволство од масовноста, посебно што имало одзив и меѓу помладите. Оно што го планиравме и што го зацртевме, а тоа е дека риболова треба да биде дружба, го стваривме. Спрема броја на учесници кои што денес има. Значи, вкупната некоја бројка не е околу 90 напреварувачи, а најмногу нас што не радува тоа што имаме млади напреварувачи. Значи имаме деца, наши идни рибари по 6 години, 7 години, 10 години. Имаме и пријатели кои што сакаат да присуствуваат на нашиот напревар, значи од Пробишти, од Штип. Имаме дори од Струмица, така да сепак сме задоволни. Активностите на здружението Кочански рибар за оваа година привршуваат, а според Димитров, членовите ќе се ангажираат кон зачувување и избогатување на рибниот фонд на акумулацијата Гратче. Извршивме последно порибување, значи законската врска која што ни беше, ја исполнивме, а ние секојаш и дополнително допринесуваме рибниот фонд да ни се зголеми, значи дополнивме плюс 150 кг на крап, кој што беше малце од поголеми приморици и за оваа година е толку. Вообичаено, на крајот од надпреварот за најдобрите риболовци имаше обезбедено дипломи и награди. Тројцата неуспешни се Давид Коцев со уловени 3 кг и 120 грама риба, Томи Илиев со 3 кг и Драган Георгиев со 2 кг и 950 грама уловена риба. Освен тоа, признанија имаше и за најмладиот и највозрастниот учесник на овогодишниот надпревар. Во рамките на проектот Младите успеваат заедно, подржан од проектот на УСАИД за граѓанско учество, на 9 октомври на локалитетот Гоцева шума во Кочани ќе се одржи младинска еколошка акција во која ќе учествуваат 50 наученици од средните училишта, млади активисти од граѓанските здруженија и активисти на Црвен крст од Кочани. Целта на акцијата е да се обноват клупите и другата урбана опрема во Гоцева шума. Акцијата ја организира Центарот за комуникација и едукација и еманципација на ромите Светла иднина од Кочани со подршка на комуналното претпријатие Водовод. Поранешниот македонски олимпиец Коце Ефремов ненадејно почина вчера на 62 годишна возраст во Кочани, оставајќи го македонскиот спорт без уште еден великан. Геначалникот Николчо Илиев со телеграма со сочувство по повод смртта на Ефремов. На 62 годишна возраст на 7 октомври ненадејно почина Коце Ефремов, поранешен македонски олимпиец, кој остави силна трага во спортот на просторите на поранешна СФРЈ. Ефремов е роден на 17 март 1956 година и еден од најистакнатите борачи на боречкиот клуб Спартак. Беше член и на југословенската репрезентација на Медитеранските игри во Сплит во 1979 година. Го освои златниот медал во борење слободен стил во категорија до 48 килограми. Како репрезентативец на СФРЈ учествуваше и на Олимписките игри во Москва во 1980 година, при тоа освојувајќи го 7-то место. Со длабоко жалење ја примивме веста за смртта на борачката легенда Коце Ефремов. Дозволете од моје лично име и од име на граѓаните на Кочани да ги упатим и изразите на најдлабоко сочувство. Со постигнатите спортски резултати, Ефремов го прослави Кочани низ светот, а борењето го издигна на пиедесталот на најтрофејните спортови. Со Спартак, со олимписките и медитеранските медали и учествата на европските и светските надпревари беше мотив на многу нови генерации борачи. Кочани со гордост ќе се сеќава на врвните спортски успеси на македонскиот олимпиец.
Дозволете уште еднаш да изразиме искрено сочувство за починатиот Ефремов и огромна почит за неговите спортски достигнувања. Беше истакнато во телеграмата со сочувство од градоначалникот Николчо Илиев по повод смртта на Ефремов. Во Основното училиште Свети Кирил и Методи беше промовирано делото Развојните фази на играурните ансамбли во Кочанско поле од Жаклина Стојчева Јорданова. Издавањето на делото е со финансиска подршка од општина Кочани. Во Основното училиште Свети Кирил и Методи во Кочани беше промовирано делото Развојните фази на играурните ансамбли во Кочанско поле од Жаклина Стојчева Јорданова. Како музичар и член на повеќе фолклорни друштва, Стојчева Јорданова ја истражувала и ја публикувала историјата на играурните состави од Кочанско. Оваа тема воедно беше и моја магистерска теза, која што беше одбраната пред неколку години, и многу ми е мило што еве книгата ќе ја види светлината на денот и ќе ја издадам за пошироката јавност да го осознае играорното подрачје, базичниот репертоар кај нас и се останато кое што е историски развиено од после Втората светска војна па се до ден денес. Предизвик е да се истражува зорската традиција. Знаете дека орото представува најколективна игра која што шири дружелюбивост, љубов меѓу луѓето, ги побудува најубавите чувства и тоа беше предизвик на вистина да се истражува, а впрочем јас израснав со фолклорот. Уште од дете свирам во сите ансамбли во Кочани, во фолклорниот ансамбл Кочани, во Руен, понатаму во Скопје свирев во ансамблот Мирче Ацев и се надевам дека тоа оставило голем траг врз мене како лик, па еве да се раздолжам малку и јас кон фолклорните ансамбли. Делото го промовираа професорите по етнокорелогија на Универзитетот Гоце Делчев од Штип, Родна Величковска и Владимир Јаневски. Прекрасно издание кое зборува за една традиција, исконска традиција во овој регион кај што се уште е жива таа традиција, но изразена преку по современ израз преку ансамблите во кои ја негуваат традиционалната музика, односно традиционалната игра. Така да студијата на нашата драга колешка е навистина на прекрасно дело, направена студиозно, со добра основа, со добра литература, подкрепена со одлична литература. Тоа зборува за нејзината студиозност во нејзиниот приод на самото истражување, а тука се го потврдуваат и многу голем број на фотографии, нотни записи, текстуални записи на репертоарите што се изведуваат на културно-уметничките друштва. Првенствено мене ми е многу драго што сме ние промотори, но ова не е наше прво видување искуство. Јас имав прилика, Жаклина Јорданова, да бидам ментор на нејзината магистерска работа, на нејзиниот магистерски труд. Навистина, можам да кажам како студентка или веќе и како моја колешка, таа даде огромен допринос за целата оваа работа, но е многу важно и битно дека она може би и првата која се осмели да направи едно вако големо истражување типот на етнокорелогијата и воопшто за фолклорот во Кочани. Некогаш ова поднебе било многу богато со фолклорни ансамбли, со работа на фолклорните групи и ова е навистина од голема важност за целата јавност. Издавањето на делото е со финансиска подршка од општина Кочани во висина од 40.000 денари, средства од програмата за култура. Од името на општина Кочани и на градоначалникот Илиев, присутните ги поздрави Љубинка Ајтовска, а зборуваше и директорот на Основното училиште Свети Кирил и Методи, кој воедно им го честиташе 5 октомври, денот на учителот на сите просветни работници. На промоцијата беше представена машка и женска народна носија од Кочанско и беше изведено оро од ветерани на фолклорниот ансамбл Кочани. На промоцијата присуствуваа голем број гости, меѓу кои и поранешни фолклористи и играорци и наставници по фолклор и раководители на ансамбли. Во потрага по себе е насловот на книгата на Христина Илиева од Кочани, што беше промовирана во петокот во просториите на библиотеката Искра. Промотори беа самите гости на промоцијата кои читаа извадоци и стихови од книгата на авторката. Во Кочанската библиотека Искра беше промовирано делото Во потрага по себе на Христина Илиева од Кочани. Илиева слика преку своите стихови. Има цел еден свет во нив пун со емоција, радост, болка, се во едно, а сето тоа е една голема слика на нејзиниот живот, вели рецензентот Младен Мараш во рецензијата на книгата на Илиева.
Незината поезија е симетрична и со незиниот живот како мултиталент и како двоен родител. Книгата всушност е симбиоза од прозен текст, есеи, напишан на многу висок и софистициран стил, и поезија во една чудесна, искрена, до бол наративна и сликовита форма, каде секој би можел да си пронајде нешто за себе. Присутите гости на промоцијата имаа можност да купат од незината книга, а таа рече дека собраните пари ќе ги даде во хуманитарни цели. Концептот на промоцијата беше поинаков. Тоа беа мои луѓе што многу ги почитувам, ми значат. Сакав имав поинаква замисли, поинаков концепт за да може полесно стиховите да ги приближиме до публиката. Сепак тоа се стихови полни со емоции. Нели како што се вели, многу е полесно да си го соголиш телото отколку душата. Мене ми требаше многу храброст за да ја соголам мојата душа во моите стихови, па и да ја пренесам и пред публиката. Инаку промоцијата беше спогатена со цртежи од мојот син, може да ги погледнете. Тој чествува многу изложби до сега. И исто така во промоцијата учествува и другачињата на син на вториот ваделник, кој неговиот наследник што беше еден дел од промоторите. Се надевам ќе доживе успешна промоција. Дел од средствата сакам да помогнем да бидеме и хумани. Нели акцентот беше ставен на самохраните родители да бидат соодветно валоризирани во општеството, зашто нели книгата е посветена на син ми и на сите самохрани родители, а дел од средствата разговаравме денес со Анита Шулевска, која го води Сдруженијето за самохрани родители за деца со посебни потреби, собираат средства за суплементи. Ке неколку примероци ќе одете и таму да може да помогнеме и на тие дечиња. Уште еднаш многу благодарност за нашите локални телевизии кои ми излега во пресред. Инаку, како што кажа Илиева, не стануваше збор за класична промоција со промотор, туку гости и блиски на авторката всушност читаа извадоци од книгата, ја промовираа книгата на Илиева, а промоцијата беше проследена и со музика во позадина. Ова е незино прво дело, а Илиева рече дека се надева дека не и последно, бидејќи веќе има подготвени стихови кои треба да излезат во книга. Кочани даде подршка на розовата прошетка, што по повод одбележување на месецот за борба против ракот на дојка се одржа во Скопје. Представничките од Кочани, членови на Сдруженијето Борка, дадоа личен придонес во настанот, чија цел е да ја поттикне грижата за здравието. Членови и подржувачи од Кочани на Сдруженијето Борка учествуваа на 10-та розова прошетка за издигнување на свеста за борба против ракот на дојка. Со подршка во организиран превоз од општина Кочани, представничките дадоа личен придонес во настанот, чија цел е да ја поттикне грижата за здравието. Според Валентина Андонова, координаторка на Борка за Кочани, учеството во розевата прошетка е подршка за сите што страдале од ракот на дојка и за нивните семејства кои ги делеле нивните страдања. Грижата за сопственото здравје е најдобриот лек и сите жени што во моментов не направиле преглед, повикуваме да го направат со цел навреме да се открие и да се лекува болеста. Со подигање на јавната свест може да се спречат многу жртви од оваа болест, повика Андонова. Инаку напред розево е уникатен настан што ги обединува сите што ја преживеале болеста, нивните пријатели, како и сите граѓани на Македонија. Со напред розово веќе 10 години Сдруженијето Борка и Македонија се дел од големото светско семејство на борци против ракот на дојка. На настанот во Скопје им беше врачен медал на честа на десетмина жени и мажи кои победиле оваа болест и за нивната посветеност во кампањата Напред розово. Едукативна работилница за промоција на здравата храна организираше Центарот за јавно здравје Кочани со децата од големите групи од детската градинка Павлина Велјанова. Со активноста ќе бидат опфатени децата од сите објекти на градинката. Конзумирањето на здрава исхрана е неопходно за правилен раст и развој. Поидувајќи од таа цел, Центарот за јавно здравје Кочани започна со организирање едукативни работилници со децата од детската градинка во Кочани. Денес имаме едукативна работилница на тема здравја храна и основни здрави навики кај дечињата од 4-5 години во Централната градинка Павлина Велјанова. Како најранлива категорија сакаме децата да ги стекнеме на правилен начин на исхрана кој што е неопходен за правилен раст и развој, да ги научиме на основни правила за одржување на лична хигиена, затоа што добро знаеме дека нечистите раци се подлога за бактерии и предизвикување на болести.
преку креативна работилница, преку едукативни игри, заедно соработуваме, ги учиме децата. Како дел од активноста, децата заедно со воспитувачките подготвуваа разни декорации и изработки од здрава храна, овоши и зеленчук, а секое дете доби и подготвени песнички со стихови за промоција на здравата и правилна исхрана и важноста од секојдневно одржување на лична хигиена. Ваква активност ќе биде организирана во сите објекти на детската градинка Павлина Велјанова. Следуваат информациите од спортот. 1 злато, 4 бронзи и 1 четврто место за џудистите на џудо клубот Гладијаторот Кучани на меѓународниот џудо турнир што викендов се одржа во Прилеп. Во силна конкуренција со учество на џудисти од над 10 земји од светот и повеќе од 320 надпреварувачи, џудистите на џудо клубот Гладијаторот Кучани се вратија со освоени медали на меѓународниот џудо турнир што се одржа во Прилеп. Задоволни од својот успех, џудистите со уште позасилено темпо продолжуваат понатаму. Ние се представивме со 6 своји надпреварувачи, од кои со злато се закити нашата репрезентативка Стефанија Павлова. Со бронзени медали се закитија Станислав Грпов, Дамјан Крстов, Нина Ташкова, Андреја Минова и со четврто место се закити во тешка категорија Филип Манасиев. Како што напоменав, конкуренцијата беше вистина многу голема, нашите џудисти се представија во многу добро светло. Ние како клуб и управата на клубот е премногу задоволна и сметаме дека ова е уште еден поттик за децата кои што се уште се немаат одлучено со кој спорт да почнат да се занимаваат, дека џудото е стварно спорт кој што нуди повеќе можности. Ние како клуб го представуваме на достоинствен начин како клубот, така и градот Кочани, кој што до ден денеска несебично не поддржува, а и вашиот медиум, кој што постојано стои зад нас. Уште еднаш ви се заблагодарувам од моје лично име и од името на џудо клубот Гладијатор. Следно надпреварување на кочанските џудисти е предстојниот меѓународен турнир кој што исто така ќе биде во Прилеп, а на кој клубот ќе настапи со своји надпреварувачи. Конкуренцијата и на тој турнир ќе биде голема во повеќе старосни категории, а од џудо клубот Гладијатор се надеваат на 100% ученок и голем успех, додаде Шекеровски. Викендов се играа надпреварите во првенството во третата фудбалска лига Исток, а Осогово како домаќин оствари победа од 2:1 против Малеш од Берова. Пинпонгарите на Кочани пак во првите 2 кола од овогодишното првенство исто така победија и имаат максимален број бодови. Во неделата се одиграа надпреварите од четвртото коло во првенството на третата фудбалска лига Исток, при што фудбалерите на Осогово како домаќини постигнаа победа од 2:1 против тимот на Малеш од Берово. Иако до бодовите се стигна многу потешко отколку што се очекуваше, жолто-сините успеа во намерата да ја продолжат серијата од победи со која сезонова стартуваа во третолигашкото друштво. Првиот гол го постигнаа домашните фудбалери во 19-та минута преку Стоиловски, кој при една мешаница во гостинскиот 16-ник беше најприсебен и ја затресе мрежата на голманот Андонов. Со овој резултат се отиде на пауза, а во вториот дел долго време се чекаше на погодок, иако имаше шанси на двете страни. Осогово го зголеми водството во 63-та минута со прецизниот шут на Манов, а потоа домакините се опуштија па им дозволија на гостите од Берово почесто да напаѓаат. При тоа во 81-та минута со погодокот на Пилов тие го намалија резултатот на 2:1, што беше и краен епилог од оваа средба. Со новите 3 бода Осогово сега има вкупно 12 и е на првото место на табелата пред Овчеполе од Свети Николе, кое има 9 бода, откако на домашен терен ја совлада Виничка Слога со 4:0. Следното петто коло ќе се игра в четврток на 11 октомври, при што жолто-сините ќе гостуваат во Лозово на тимот на Работник. Викендов стартуваше и првенството во првата пинпонгарска лига на Македонија, а врз турнирски принцип во Скопје се одиграа првите 2 кола. Екипата на Кочани забележа победи и максимален број бодови.
Во првото коло нашите пинпонгари играа против тимот на Пошта 2 од Скопје и ја совладаа со 4:0. Со истото темпо продолжија и наследбата во второто коло, при што со идентичен резултат ја победија екипата на Пелистер од Битола. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Информациите ги имате и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.